И во следните минути нашата Сузана Мицева ќе зборува исто така за уште еден голем проблем, а тоа се дивите депонии низ целата наша Македонија. Со околу 100 диви депонии ќе треба да се справи во следниот период Струмичкото комунално предпријатие. Таа вели најголемиот дел од нив се во населените места и околу речните корита, што е голема опасност од поплави. Малку повеќе за овој проблем и за справувањето со истиот од прилогот на Сузана Мицева. Околу 100 диви депонии на територијата на општина Струмица ќе треба да се исчистат и забранат. Таков е планот на комуналното предпријатие од Струмица за решавање на проблемот со непрописното фрлање отпад, а особено за опасното согорување на кабли, гуми и друг вид отпад штетени за здравјето на луѓето. Директорот на Комуналец, Синдраковски, вели дека соработува со Општинскиот комунален инспекторат и со СВР Струмица за пресекување на ваквата пракса. На територија на општина Струмица во секој населено место скоро и да не може да не видиме, а да немаме некаде смет фрлено без некоја контрола. Дефинитивно дека степенот на цела таа контрола од страна на Општинскиот инспекторат е подигнато на едно повисоко ниво. Во изминатиот период можеби и имавме и некои акции на запалење на кабли и на казни и сите тие работи и веќе има неколку пријави и казни поднесено за се таа ситуација. Во врска со дивите депонии, заедно со градоначалникот на општина Струмица и јас како директор и сите служби кои што ги примивме пораките од граѓаните, пристапуваме во едно трајно решение на сите тие диви депонии, прибидејќи можеби и се чистеле, можеби и не, меѓутоа луѓето немале опција кај да го фрлат цел тој смет и едноставно посегнуваат на таков чин. Дивите депонии ќе треба да се заменат со некаква контролирана верзија, велат од Комуналец. Граѓаните од населените места имаат потреба за одлагање на смет, особено на градежен, земјоделски и друг вид крупен отпад, но тој не смее да завршува во речните канали, бидејќи е опасност од поплави. Гледаме дека има поплави и сите тие несакани последици кои што ги добиваме со текот на годините. Ние влегуваме во едно посуштинско, да кажеме, решение. На самите граѓани ќе им дадеме опција со тоа што во скоро секое населено место имаме предвидено површина, која што површина ќе биде оградена, која што површина ќе биде во постојан надзор од луѓе и ќе практично тие луѓе кои што ќе имаат надзор на тие места ќе бидат од самата средина. Така да ќе се, да не кажам дека ќе имаат контрола врз сето тоа кој кај фрла, шо фрла, и тие сами места кои што ќе се оградени ќе бидат баш во таа насока да можат дали најлон од пластениците, дали капка од пластениците, продукти од корења, од градежен шут или мебел на кој што му има останато, кај што нема кај да го смести, ќе може таму да го смести и од кога ќе веќе воспоставиме една таква контрола, ќе пристапиме кон чистење на сите диви депонии на територија на општина Струмица. Комуналното предпријатие во моментов ја чисти депонијата Шапкар, каде се одлага ѓубрето од општините Струмица, Босилово и Василево. Проблемот со оваа депонија е што поради несоодветно управување, надвор од границите се создала уште една депонија со речиси иста површина како постојната. Поради тоа што имаше огромни количини смет надвор од контролираните граници, депонијата гореше со месеци во текот на летниот период.